Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Започна светското првенство во ракомет за мажи. Најдобрите 32 ракометни селекции во светот, поделени во 8 групи со по 4 репрезентации, вчера ја започнаа битката за 29-та титула светски шампион во машка конкуренција, а меѓу нив и нашата репрезентација која денеска во 20 часот и 30 минути ќе се сретне со Унгарија. Од 2012 година ракометарите постојано не радуваат со учество на големите надпреварувања. Амбициите на селекторот Кире Лазаров и неговите избраници се пласман во втората рунда. Имаме смена на генерации млади играчи кои што допрва треба да го докажат својот квалитет. Во Вараждин на светското првенство во 2009 година и на европското првенство во 2018 година поминавме одлично. Се надеваме дека и на светското првенство 2025 година градот Вараждин ќе биде обоен во црвено-жолтата боја и ќе имаме добри резултати. Во група сме со Унгарија, Холандија и Гвинеја, а првите три одат во втора рунда. Денеска играме со фаворитот во групата, репрезентацијата на Унгарија. Селекторот е умерен, се извинувам, оптимист. Кои се вашите очекувања? Еве, можете и да одговорите дали ќе поминеме во втората рунда. Сушност, кои се вашите прогнози? Кога сме веќе кај прашања, секако да ве потсетам да не заборавите да не заследите на Инстаграм. А на Инстаграм, еве какво ни е прашањето. Верувам дека и оние кои што досега не учествуваа во анкетите на црвена линија, ќе имаат особено желба да дадат удел свој, односно да дадат одговор на денешната анкета. Значи имаме три опции за одговор. Јас верувам ќе може да видат гледачите. Еве вака изгледаме таму. Значи прашањето е прогноза. Македонија, Унгарија, според вас како ќе заврши? Ќе победиме? Под А, под Б нерешено или пак под В ќе загубиме? Кликајте на вашите прогнози, односно на вашиот одговор, ќе ги соопштиме во проценти резултатите некаде кон крајот на црвена линија. Секако особено драго ќе ни биде еве во црвена линија да проговориме секако и за нашата репрезентација која што вечерва во 20:30 часот секако ќе заигра со Унгарија. Па еве какви се вашите очекувања и секако оценки за вечерашниот надпревар. Малку ќе си дозволиме да ве потпрашаме нели и со кого и како ќе уживате вечерва во надпреварот. Добар ден. Добар ден. Огромен поздрав до вас. Дали се слушаме? Здраво. Здраво, дали се слушаме добро? Да, супер е. Супер е, па дали сте љубител на ракометот? Да, најмногу. Најмногу драго ми е дека е тоа така, па еве денеска играме со фаворит во групата, тоа е Унгарија, па еве кои се вашите прогнози, како ќе изгледа надпреварот? Победа, секако. Добро, малку повеќе што ќе кажете еве за нашата репрезентација? Нашата репрезентација е сега од млади членови на ова светско првенство. За сега сме многу, според мене, неискусна екипа, но ќе стекнуваме се и поке заради тренерот Лазаров, кој има спој на млади играчи со стари играчи, искусни, добри. И мислам дека тука ќе биде лидер Филип Кузмановски, кој што е капитен, и ќе биде, според мене, денес добра. Ќе победиме. Ќе победиме и од победа до победа дали ви се чини дека ќе влеземе во втората рунда? Да, секако, да, ќе победиме Гвинеја. Се надевам и Холандија. Одлично. Сега сакам само да ми откриете еве со кого ќе гледате вечерва ракомет, како сте организирани? Со мојата фамилија, со сестра ми. Со сестра ви. Сестра ви исто ги дели овие размислувања, така? Да, исто се согласувам. Порака до нашата репрезентација еве нешто од голем нивен фан? Па да дадат се од себе максимум, со срце на терен, според мене. Срце на терен, добро. Благодарам многу за одговорите, ако е тоа се и остануваат некои 10 секунди, а секако сите навиваме за победа. Благодарам што бевте први и секако ги поздравувам и вашите членови од семејството.
Останете со нас за да слушнеме еве какви прогнози и очекувања ќе имаат останатите гледачи. Добро вечер. Добар ден. Вечер, Тина. Добар ден, како сте Поздрав ми? од Роме. Како сте ми, господине Ромео? Па одличен се за вас. Одлично. Колка фан сте на ракометот, еве да прашам? Ја на сите спортови сум, не само на ракомет. Така, ајде малку какви се вашите очекувања за вечерва? Ние македонците сме за све. И за спорт, и за песма, и за играње, оро, и за све. Ние ќе победиме. Добро, Ако еве сме каква мала оценка држава. давате за репрезентацијата, оние кои што вечерва ќе играат со Унгарија? Ќе победиме ние. Ќе победиме, добро. Со кого ќе гледате ракомет? Со син ми, жена ми. Убаво, значи во рамките на семејството. Семејството, да. Ви се чини ли дека ќе влеземе во втората рунда? Мене ми се чини, ние сме храбри македонци. Добро, што ќе им порачате на нашата репрезентација? Здравје и среќа. Здрави И да победат. И да И победа. победа, победа. Победа, добро. Мајко Македонијо, моја мила татковино, поздрав од Роме. Дали е тоа се? Најверојатно да. Благодарам многу господине Роме што повторно сте дел од Црвена линија. Секако поздрав и до вашето семејство. Вечерва повторувам, сите навиваме и фокусот е во тоа да, нели, македонската репрезентација ја добие оваа победа и секако на сите желбите ни се да ги видиме и веќе во втората рунда. Ајде да видиме какви очекувања ќе имаат сите останати кои што допрва ќе ги вклучиме. Меѓу другото да ве подсетам, драги мои, може би сте навикнати на многу повеќе политика во Црвена линија, но денес не можеме а да не зборуваме токму за она што вечерва предстои, бидејќи мора и да се признаеме, спортот е алатка преку која најдобро се представува земјата во светот. Имаме секако солидна ракометна репрезентација. Вечерва секако се надпреварува игра со Унгарија, па кои се вашите очекувања? И секако малку да ни откриете како ќе гледате, со кого ќе навивате, дали може би имате некаква мантра, еве, за да се постигнат посакуваните резултати. Добар ден. Дали се слушаме? Да, Добар ден, во Црвена линија сте. да, знам. Одлично, па еве, ако ме Па слушате... вака, унгарците се по моје појаки од нас. Така да ќе биде голема среќа ако ги добиеме. Ова е реално, ама не, јас би сакал да ги добиеме, отки да не. Кој не сака да победи. Така да... А понатаму, па, не знам, во ова првенство не одиме далеку многу. Дали ќе првото коло, ајде, и ќе го поминиме, значи првите тројца ми се чини како беше одат понатаму. Првите три екипи. Меѓутоа, не знам како ќе биде понатаму, ама сепак. Ајде, имате ли порака до репрезентацијата или некаква дополнителна оценка за репрезентацијата? Малку некоја анализа ваша лична? Би сакал да победат. Евете тоа е, меѓутоа играме со појака екипа од нас. Тука е цела работа. Ви се чини ли Да, дека ако токму победат, под тоа ќе младокот биде може голема да среќа, изненади значи. пријатно? За нас и ќе одиме и понатаму, ќе бидеме подобри за понатаму. Со кого ќе Толку гледате вечерва? Добро, како и да е, гледачот го поздравувам и секако нема да изоставам да се заблагодарам за неговото учество. Еве ќе си дозволиме денеска, нели, малку да ве подпрашаме со кого ќе гледате вечерва. Дали постојат некакви, нели, адети кои што си ги правите, нели, како вела да фати мајата, практикувате ли, да речеме, задолжително да гледате во дрес, задолжително до вас да го имате пријател од комшијата или некој член од семејството кој што секогаш ви носи среќа кога гледате надпревар, особено кога игра нашата репрезентација. Добар ден. Ало. Добар ден, секој е добро, во Црвена линија сте.
Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, дали го намаливме тонот на телевизорот? Да. Супер, се слушаме Тинче. добро. Повелете. Ало, Тина. Да, ве слушаме, Јас повелете. би те знам уште од детските емисии. Инаку, јас многу сакам да победиме, но доста сме послаби од ова. А инаку, прв су ќе влеземе во втор круг, кој ќе победиме ова Гвинеја, а другите ни се јаки противниците. Мораме да бидеме реални. Ја неќу да, бидејќи су бил и ја спортист некој пат, сите спортови што се занимавал, и знам како изгледа тоа. После, многу е битно ова начинот на постапка на селекторот. Ме сеќате? Тој е супер како играч, како селектор, ништо не му минимизирам, но поентата ми е друга. Со тие што раководиш, не треба многу да видиш рамо уз рамо, ме сеќате? Да се знае кој е кум, кој е сват, тоа сакам да кажам, ништо друго. И нормално ќе се квалификуваме во втор круг после победата над Гвинеја. Тоа е моја мислење. Така, и да ни Ве откриете, поздравувам. да ни откриете вечерва со кого, како ќе гледате, имате ли Видите, може? јас сум сам човек, мислам сам човек, бидејќи сопругата ми почина да не ги њавам по тоа по телевизиве, но не сум сам бидејќи тука на преку една улица на 150 метри ми е снаата, синот, внуците. Ама јас сам гледам. Така, добро. Така сум навикнат 7 години веќе. Драго ни е што ве имавме во црвена линија, секако ви посакуваме се најубаво и секој ден да ви биде радосен со вашите најблиски, а најмногу се посакуваме, нели еве утре кога ќе се слушнеме во црвена линија да говориме за остварената победа. Продолжуваме понатаму да видиме какви очекувања имаат останатите гледачи. Добро вечер, добар ден, може би се уште. Поштовање, госпожа Тина. Па еве да ве слушнеме колку сте фан на ракометот. Поздрав до вашите слушатели, до гледачи, до целата Големо екипа. благодарам. Сега вака. Значи, реално, ако кажеме, некој да не ме чуе да ме каже овој не е македонец. Од кога почна политиката да се меша во сите спортови, ние, еве во ракометот конкретно, тие радости Вардар што не ги приреди пред 5-6 години кога беше шампион 2 пати, ние ќе немаме радости во ракометот. Да збориме реално отворено. Прогноза за денешниот ден. Минус 6-7 гола ќе изгубиме. Зашто? Затоа што го следам ракометот, во индивидуален спорт во ракометот и Унгарија се јаки. Тука е Герт, тука е Пик Стегет, да не ги бројам, што нон-стоп учествуваат во тие Лига на шампиони. Пак ќе речам, кога беше Вардар, даваше репрезентативци, имавме, се надевам на некој успех. Сега, кога почна политиката, па со министерот, со Борко Ристецки, со секоја почит, добар голман беше све, а сега кога ќе си отиде Мукаетов од федерацијата тоа, ние уште поќе ќе тониме. Значи, пак да не должам, минус 6-7 за Македонија и тешко дали дека ќе одиме во втори круг. Што мислите, Гвинеја туку така се квалификува? Па таму има странски тренери, странски тактики. Значи, нека ми проштеват и тези. Ја така Македонија ќе губ. Благодарам многу што бевте дел од црвена линија. Подсетувам 90 секунди е време трењето, но за репете повторно се врти нашиот број и секако нови 90 секунди добивате. Да не заборавам сите оние кои што нема еве да успеа да се вклучат во живо, имаме решение за тоа. Вашиот удел во црвена линија може да биде преку коментари и споделувања. Доволно е да не заследите на Facebook, црвена линија е нашиот профил и веќе ги имаме и првите коментари. Секако коментарите ќе ги читаме меѓу јавувањата и учествата на гледачите во живо. Еве како изгледаме на Facebook. Секогаш низ анимација, фотографија го поставуваме прашањето кои што всушност ги поставуваме и во живо за гледачите кои што го вртат нашиот телефонски број. Односно, кои се вашите очекувања и дали ќе поминеме во втората рунда. Дејан Спасовски напишал, ако ги тепаат Гвинеја, ќе бидеме трети во група и ќе поминеме. Вечери со Холандија губиме. Како да ќе подсетиме дека вечерва
Значи, нашата репрезентација во 20:30 часот ќе се сретне со Унгарија. Кои се вашите, драги мои, очекувања? Дали еве можете да направите, ако сте фан на ракометот и следите постојано што се случува, некоја ваша лична еве анализа за репрезентацијата на Македонија и она што е најважно, еве дали ќе поминеме во втората рунда според вас. Секако слободно еве открите ни и со кого ќе гледате вечерва. Добро вечер. Ало, добро вечер. Поздрав до вас во црвена Ајде, линија. поздрав се најубаво. Малку подолго ги коментираш за ова. Тина, моје мислење е вака, дека Лазаров е доста бистар паметен човек, као играч, а и сега као селектор се покажа, и има добри индиции, има добра екипа, не е лошо. Ја мислам дека во вториот круг ќе пројдеме. Сега, ако е од стратешка причина, мислам од стратегија за самата вечерашна утакмица, тука ќе има малку надмудрување. Тука Лазаров треба да изиграе едно свое деби, да не кажам стратешко као селектор, има добар потенцијал, да не ги збројам нашите овие, како се викат, репрезентативци, кои што си ја знаат добро работата. Нека иде повеќе преку крила и така да може да, барем ја, така моје мислење, оптимист сум, дека можеме да добиеме со 1 до 2 разлика, па и да играеме и нерешено. Да си кажем отворено. Иначе за во вториот круг ќе не биде малку потешко ако пројдеме, да не кажам со 1 или со 2, така да не речем, пак ќе бидам оптимиста, победи, за да можеме да направиме некој добар резултат како што направивме во Србија кога бевме таму, која година беше тоа, не ме држи добро сеќавање. Тоа е тоа. Иначе вечер сум во друштво со мои двајца другари, Тошо и Ѓошо, и така, тие се супер. Па еве дали нешто задолжително правите, нели, за да фати мајата и да биде... Па спремам тука, екипата ми е тука. Што подготвувате за вечер? Па обавезно, па видите, пошто сум и бил и биш спортиста, сум бил активен, како да не кажам, се бавев со кошарка. Многу одавна беше тоа, така, секој пат сум со... Благодарам многу, многу ми е драго еве што сте активен и што бевте дел од црвена линија. Секако останете со нас. Поздрав до вашите пријатели кои што вечерва заедно со вас ќе ја будрат нашата репрезентација. Одиме понатаму, секако да не заборавиме, драги мои, да ве потсетиме дека можете да активно земете учество и преку коментари и споделувања. Правете го тоа, ќе читаме коментари од Facebook црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Па еве вака најпрво, моето очекување за вечер се дека за жал ќе изгубиме. Јас ќе ве замолам малку погласно, само подобро да ве слушнеме. Моето очекување за вечер се за жал дека со Унгарија ќе изгубиме, иако се надевам на добар натпревар, доколку имаме се помалку и помалку технички грешки, може да ги надминеме проблемите кои што ќе се соочиме. Очекувам пласма во втората фаза, победа над Гвинеја, а иако мислам дека доколку се најдеме во втората фаза ќе имаме повеќе победи отколку првата, затоа што Австрија и Катар или Куваит се длабоко полесни противници од Холандија и Унгарија. Така, еве некаква анализа имате вака своја за репрезентацијата, како ви се чини со тоа што е навистина млада репрезентација, но можат и пријатно да изненадат. Ви се чини ли нешто дека тоа ќе се случи? Па мислам дека ќе се покажеме во подобро светло од минатото европско првенство, па и светско пред 2 години кое што беше, и мислам дека ќе се намалат техничките грешки со Унгарија, еве предвидувам пораз од 2-3 гола. Гвинеја ќе ја сетуваме и во втората фаза. Така, со кого вечерва ќе гледате, еве и тоа да ни откриете? Па со семејството во домашна атмосфера. Така, верувам дека и утре ќе се слушнеме на некоја друга тема и ќе се слушнеме и ќе се потсетиме дека сепак вечерва ќе се случи победа. Благодарам многу, поздрав и до вашето семејство и сите оние кои што во моментот гледаат црвена линија. Па сите ние се разбира денес вечерва ќе навиваме за нашата репрезентација. Секако поканете се оние кои што можеби се само фанови, односно фанови кои што можеби толку стручно и аналитично нели не го владеат ракометот, но секако од се срце и душа навиваат за нашата репрезентација. Од сите вас денеска во црвена линија очекуваме да слушнеме кои се вашите очекувања во однос на надпреварот вечер.
да видиме што ќе кажат и останатите. Секако, еве, денеска малку слободно дозволете да ни откриете и какви ритуали имате кога гледате вака важни надпревари за нашата земја. Добро вечер. Добар ден. Ало, добро вечер. Добро вечер, во црвена линија сте, повелете. Слушај, Ве слушаме. сакам да му кажам на овај ковбоец од Ѓорче Сити. Кажува дека ќе губиме 0 со 6 гола разлика. Малку да биде оптимист, да е подре репрезентацијата и ако победимо со плюс 4 гола сигурно, да не се јавува бар еден месец по телевизиите. Ако слуша и сигурно дека ќе биде така. А еве, која ќе ја дадете вие вашата проценка, анализа во однос на нашата репрезентација? Па дечките се млади, ве. Дали сте се уште на црвена линија? Зашто само песимизам? Некои луѓе само Со кого ќе бидете вечерва оптимисти? Со кого ќе гледате ракомет? па ќе видиме, ќе има некој друштво, Ќе се соберете друштво? па ќе има сигурно. Одлично. Имате ли некој ритуал за победа? Песимизам не виден. Добро, благодарам. Многу драго ни е што бевте дел од црвена линија. Секако останете со нас. И добар ден или подобро веќе да речам добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, секој е добро во црвена линија сте. Исто и за вас, а посебно за репрезентацијата за Македонија во ракомет, на која сум ја голем фан. Во времето одев и во Скопје за Металург, навивав, идев на Лига шампиони, гледав све тие работи. Меѓутоа, прашавте пред малку кои ви се вашите па јас при секое првенство на светско или европско истакнувам на прозор македонско знаме. А гледате најчесто во друштво на кого? На семејството или другарите? Некој добро, ако не сам ми е најдобро и да коментаришем и да се нервирам и да критикувам или така. Еве некоја ваша оценка, анализа во однос на нашата репрезентација? Со оглед на тоа дека играчите стварно навистина добро се познаваат, доаѓаат од 3 клуба во Македонија, од Вардар Металург, од Вардар Пелистер и од Алкалуид. Предпоставувам дека се стварно уиграни дечките, навистина се млади, немаат искуство, меѓутоа очекувам навистина да остават срце на терен. Па со Гвинеја секако се надам на победа, меѓутоа прво да направиме резултат, па после да мислиме за вториот круг, кој што мислам дека ќе поминеме и таму не чека мислам подобар распоред, кај што може стварно да очекуваме нешто. Меѓутоа што рече пред малку еден гледаш, малку друго мене ми смета, да ви кажем искрено, припремите во Скопје, премиерот отиде да ги посети играчите, заедно со министерот за спорт, меѓутоа Лазаров го немаше таму. Тука нешто смрди, нешто не е во ред. Што е проблем, јас не знам, ама ќе разберам понатака. Значи, политика има влезено и таму, нешто не е во ред, дали пријателство, другарство меѓу играчите кои што на времето го делят доброто и лошото во репрезентацијата Рисовски и Лазаров, а сега слика има премиерот, Рисовски, не знам кој таму, а Лазаров го нема никаде. Тоа ми смета да ви кажем. Тука нема заедништво, тука нешто не е во ред. Разбирате што сакам да кажам? Ве слушаме секако. Благодарам многу. Тоа ми смета. Благодарам многу. Секако ви посакувам вечерва да се остварат вашите желби и прогнози, какви што се секако на секој од нас во земјава. Така да, може би и утре ќе се слушнеме, иако ќе зборуваме сигурно на некоја друга тема, а може би ќе зборуваме токму за вечернава победа. Како да, благодарам уште еднаш. Ајде да преминеме онаму каде што има коментари, значи еве ве подсетувам сите вие кои што нема да бидете во можност да се вклучите во живо црвена линија.
тоа можете да го сторите преку коментари и споделувања. Јане Најдов напишал: Македонија изненадување на првенството. Со млад тим газиме јако. Какви се вашите, драги мои, очекувања? Секако дали ја гледате нашата репрезентација со влез во втората рунда? И еве денес очекуваме да слушнеме од вас како ќе го проследите вечерва надпреварот, во друштво на кого, ритуалите кои се, што се превзема, нели, за да биде што подобро и да идеме на победа. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро и вам, во црвена линија сте, повелете. Од вечерашната утакмица очекувам нерешено. Тоа би било за нас голем успех. Една репрезентација како Мажарска, поточно Унгарија, која што е светска велесила во ракомет, за нас ќе биде нерешено најголем успех. Една изјава на Лазаров не ми се свиѓаше во контекст на кошаркарите освојува 4-то место, а после се распадна репрезентацијата. Не. Секој успех е историја за таа генерација. Што ќе биде понатака, нека биде. Им посакувам голем успех, навивам и очекувам пласман во втората рунда. Ви благодарам, ми пријатно. Се извинувам, а вечерва како ќе навивате во друштво на кого? Имате ли вие ритуали за среќа? Не сум организиран, меѓутоа не е проблем. Тука имаме кафичи во населбата, еден куп. Атмосфера има секогаш кога игра нашата репрезентација, дали фудбал, ракомет, кошарка, така да не е проблем. Може и у друштво да погледам, али најубаво се осеќам сам кога гледам. Можам све да кажам, никој да не ме слуша. Благодарам многу, морам да кажам и ние убаво се чувствуваме што можеме да ве слушнеме еве и вас да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Секако поздрав до сите оние кои што вечерва ќе бидат громогласни и нели нашето срце ќе чука во еден ритам, а тоа е ритамот на победата. Подсетуваме вечерва во 20 часот и 30 минути играат Македонија и Унгарија, но и ќе подсетиме дека навистина од 2012 година ракометарите не радуваат со постојано учество на големите надпреварувања. Амбициите на селекторот Кире Лазаров и неговите избраници се пласман во втората рунда. Очекувате ли дека ќе влеземе во втората рунда? Какви се вашите лични очекувања од вечерва и секако еве како ќе го проследите и со кого вечерашниот надпревар? Добар ден, добро вечер. Ало. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Македонија слабо игра. Зошто мислите дека е тоа така? Слабо игра. Молим? Зошто мислите дека е тоа така? Еве образложете. Па гледам 20 години ракомет. Така? Слабо игра, ќе отприлика таму 15 место. Како ти ќе добро ли ти? Гледаш ракомет? Вечерва дали ќе се случи победа? Тешко. Маđарите се опасни. Со маđарите не може да игра никој. Тешко. А еве кажете ми со кого ќе гледате вечерва? Сам ги гледам. Јас сум Киро Зафировски Јаблан. Еј, Имате уште време, слободно еве, што сакате да Дај тркалото кине, ова тинге. Ало? Ве слушаме? Дај тркалото, но ова не е интересно, радиш. Кој ќе бои, како ќе бои. Се знае. Данците или французите. А Македонија, Унгарија, кој ќе победи? Ќе биде нерешено, ама не знам... Нерешено. Од почеток имаат кондиција наша македонска репрезентација. Така, добро, благодарам многу. Знам дека ви е интересно тркалото, но интеркалото си има свој термина и ова е многу интересно, затоа што вие ја креирате Црвена линија секогаш и затоа е и создадена граѓаните да имаат свој простор, да имаат свој глас и секако денеска и ваша оценка за надпреварот вечерва, прогнози и секако дали ви се чини дека ќе влеземе во втората рунда. А ако сте голем фан и редовно следите ракомет, па и да не следите, верувам дека имате некаков став
оценка и во однос на нашата репрезентација, така да не е лошо и да слушаме како навивате, какви ритуали имате, со кого најчесто гледате, секако се со цел да дојдеме до победа. Добро вечер. Добра вечер, Македонија. Бог напомош на нашите македонски ракометари, Бог напомош по молитвите на Свети Серафим Саровски денешен, честити имиња на они кои се викаат Серафим, Серафима, а ги има се повеќе такви дечиња во Македонија. Од секогаш сум верувал во наши македонски спортисти, ракометари и другите. Жал ми е што некаде околу 91 година, 90 се карав со многу македонци кои плукаа по се наше македонско, викаа дека нас не бидува, ние нема да имаме спорт. Еве, фала Богу, се демонтира самите, значи викаш дека наша ракометна машка селекција од 2012 редовно игра на сите светски првенства, плюс и на европски првенства. Самото учество на таквите првенства, светски, европски, секоја година без прекин, тоа е огромен успех. Значи да видиш ти 15-та, 20-та земја на цел свет, за нас мала Македонија, која за жал е во големи кризи, немаштија, нема недоволно спортски услови за спортување, тоа е огромен успех. Тоа е огромен успех за наша Македонија. Зато, луѓе, немој некој од дома легнати в кревет, а топка не знае да држи враце и да се прави паметен и критичар, дека, нашиве слаби се псуе и кара и навредувај. Ева ти да направиме на селекција од вас од дома, што немате кондиција за 100 метра да трчните, да направиме селекција од нас, па да видиме на кој место ќе биде Македонија со вас, ако направиме селекција. Господине Тале, само да прашам вечерва со кого ќе гледате? Па со друштво тука ќе видиме, не е важно. Јас поддршка Кирил Лазаров е великан на светскиот ракомет, најдобар голгетер на сите времиња. Поздрав. Поздрав, благодарам многу да ги поздравите и вашето друштво кој што вечерва ќе навиваат за нашата репрезентација. Хајде сега малку и дел од коментарите. Јане Најдов напишал Македонија, значи изненадување на првенството, со млад тим газиме јако, а Сандра 300 напишала. Се извинувам, еве го коментарот. Ке ја поминеме групата, не се откажуваме. Сега ќе продолжиме со коментари, да продолжиме и со вклучување на вас, драги мои. Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме? Да, се слушаме. Добре ни дојдовте во црвена линија. Кои се вашите прогнози? Не треба да дискутираме, затоа што сме подобри, ќе победиме и точка. Момчињата се од черик направени. Знаат што е Македонија, уште тие се на прагот на државава што е држат. А ова другово, све е рефус, све распродава државава, све ништиц на политичкиот начин што одат по светот, робарат против себе. А овие момчиња робарат и за себе и за Македонија. И треба да се поздрават, да се подржат и авал да им е. Не е битно, може и да изгубат, али храбри се, утре да го надокнадат тоа. Се случува во надпреварот. Така да, овие наши што се злосторници, за нив нема место, ни на стадион да излезат, ни на терен да излезат тие злосторниците, нигдека да ги нема. Тие ништат државава. Да ве поздравам и убав ден да имате. Само кажете ми вечерва со кого ќе гледате? Со друштвенце така миниатурно. Миниатурно. Имате ли некој ритуал, може би, за среќа и за да тргнат работите? Како да, времето истече тие 90 секунди, но нема да изоставам секако и вам да ви се заблагодарам, а и секако да го поздравите вашето, како рековте, миниатурно друштво. Секако навиваме за победа. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав, во црвена линија сте. Поздрав и до вас, од Ручиново се јавуваме, Бероско. Голем поздрав до сите кои што не гледаат од вашето место. Победува Македонија вечер. Победува Македонија начело со Кире Лазаров. Напред Кире, и ние прославивме во кафана Шуте, унапред славиме. А вие однапред, добро, а вечерва како ќе кулминира? Напред Македонија и вака сите нека навиваат, да нема критичари,
оти критиката не е добра, да ви кажам. Сами си одиме против себе, а тоа не му доликува на никој македонец. Еве, имате ли некоја лична оценка, анализа на нашата репрезентација? Победуваме, тепаме и ништо друго немам освен добра мисла за Македонија. Вие ни кажавте дека веќе однапред, нели, пративте убава енергија. Да, и тоа добро прославивме. А вечерва какво е сценариото? Со кого ќе се гледа? Сценариото супер, со друштво во кафана Шуте. Значи ќе си продолжите така, добро. Да го поздравите вашето друштво сега од нашата редакција Црвена линија. Господи, жива и здрава, среќа нека те прати и Господ да те чува. Благодарам многу, само субаво да се враќа. Ви посакуваме се најдобро и вам. Уште еднаш поздрав и до вашите пријатели, односно вашето друштво. Одиме понатаму да видиме какви коментари имаме во однос на темата. Давид Груевски напишал поздрав на љубава водителке. Поздрав голем, Давид, од тебе. Како што го гледав последниот пријателски надпревар на нашата репрезентација против Хрватска, игравме многу квалитетно, а унгарците не покажаа ништо посебно на пријателската против Србија, така да очекувам интересен надпревар и победа. Убава вечер. Убава навивачка вечер. Благодарам за учеството и коментарот. Продолжете активни да бидете во однос на темата денес, а ние продолжуваме и со вклучување на гледачи во живот. Добро вечер. Ало, добро вечер. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Ало, се слушаме? Да, ве поздравуваме, повелете. Вака, значи, за момците стварно имам големи очекувања и мислам и реални се. Тие мои очекувања дека може да направат нешто. Од која перспектива го гледам тоа? Па значи, мислам дека македонскиот ракомет, поготово детскиот, влезени со некој фазон на модерен ракомет, за разлика од минативе генерации, што и не ме бендисуваат толку, иако правеа резултати на моменти, меѓутоа овие млади дечки стварно пратат ракомет, не само што го играат и модерен ракомет. И под палка на искуството на Лазаров, кој стварно остави трак во европскиот ракомет, знае тоа да го компонува добро и имам стварно големи очекувања. Што се однесува до резултатот? Да. Сега малце, може би некој ќе изнервирам, меѓутоа очекувам малку и политичка разбрска тука околу крајниот резултат. Затоа што ќе го земам во обзир и пред неколку години кога Македонија беше на Евровизија, па добивме 10 поени Унгарија, така да сега очекувам една добра 0. Мислам X, да. Така. Со кого ќе гледате вечерва? Па со друштво, да. Со друштво. Поздрав до друштвото, од редакцијата на Црвена линија. Продолжуваме секако во ваше друштво. Денес зборуваме за спортот, навивачки. Победоносно сме расположени, тоа мора да се признае, но ајде да слушаме останатите какви очекувања имате од вечерашниот надпревар и секако дали според вас ќе влеземе во втората рунда. Добро вечер. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте. Добро вечер. Добро вечер, секој е добро. Христос се роди и Македонија ќе победи. Така. И сакам да кажам дека не треба да се предаваме и ќе одиме само напред. Со тие наши лавчиња што се таму гнездат, лавчиња, лавови веќе, одиме само напред и не треба да имаме никаков страф од дали е противникот појак, може би од посла противник ќе изгубиме, од појакиот ќе го победиме. Тоа нема никакво, да речеме, значење. Некојаш се ослободуваш, некојаш си, да речеме, под некоја стресна трема или било што, ама знам дека ние ќе победиме и тоа ќе биде најдобро што ќе го направиме во вечерашниот надпревар. И посакувам многу здравје и среќа на сите во Македонија, посебно на нашите ракометари, да
и да се пазат по играта, да си го чуваат и здравието, не само да секогаш да бидат спремни во секој момент. Они се спремни, ама знам дека ние ќе победиме. Верувајте ми дека е така и така ќе биде. А со кого ќе гледате вечерва и тоа да ни... Јас вечерва ќе гледам со цела Македонија. Со цела Македонија. Тогаш Да. поздрав до цела Македонија, Да, која што здрави верувам вечерва ќе биде на ноза и ќе навива Многу здравје и многу среќа. многу здравје и многу среќа и ќе навиваме за нашата репрезентација. Благодарам многу секако за вашето учество и ви посакуваме нели и ние вам многу здравје и среќа. Ајде да видиме што вели Целе Алексов. Напишал да, ќе ја поминеме групата, ќе бидеме второ место. За понатаму не можеме ништо. А што мислат останатите да видиме? Добро вечер. Добро вечер, убавице. Јас пред малку се јавив, але ето претекуваме. Добро, не е битно. Ако на репете може... Јас се јавувам од Германија, Мите Василев, да сте ми живи и здрави и само со победа. Еве, дали нашите иселенеци вечерва се групираат во Германија да навиваат за Македонија? Па видите, јас сум со фамилијата, а знам дека моја роднина сино преко ноќта од 1 час од замина за за Хрватска, денеска ќе видат односно вечер таму и ќе гледаме дали ќе ги видиме. Ама јас со срце и душа и мојата фамилија ќе навиваме затоа што тоа е наше и ако не си го човек сака своето, онда не треба и да се јаве. Добра, еве некоја оценка, еве анализа на... Стварно убаво е да си го сакаш своето и така можеме напред у секоја грана што год било. Али вечер ќе биде шампања кај мене во станот и таму не таму него тука ќе гледаме и ќе пеуцкаме со среќа, со радост. Ако дечките го дадат оно што са можни, сигурно дека победата е наша. Нема јаки слаби, сите кои се добри таму ќе бидат. Благодарам многу ни е драго што не следите од Германија. Поздрав еве до сите наши кои што гледаат Црвена линија каде и да сте низ светот. Сега кога гледате во новото време, нема пречки да се вклучите и директно во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Се слушаме така? Да, одлично. Епа, преварот почиња во 8:30 минути. Сега пуно од македонциве патриоти дека Македонија ќе победи. И јас сакам да победи. Обложувалнициве работат. Например, за Македонија, ако стаиш да победи, е 9 коефициент. Што значи, ако ставиш 1000-дарка, ќе добиеш 9000 право богатство. А ако ставиш овакво 1000-дарка Маđarска да победи, ќе добиеш 130 денари само. 1,13 е коефициент. Епа, ако се толку сигурни, ја ќе ставам 1000-дарка. Македонија да победи, 9000 ако победи. Нека идат и они да стават, нека рискираат малку. Еве некоја ваша оценка за репрезентацијата вака, како ви се чини? Па една утакмица да победиме добро ќе биде. А ќе влеземе ли во втора рунда, како ви се? Па би требало да влеземе. Овакво, една утакмица не треба да победиме. Вечерва со кого ќе гледате? Ќе има ли шампањ? Па не шампањ, овакво ќе гледам ја у кладилница. Јас сум овакво, у обложувалница кај што ќе има многу народ и ја имам пуно пријатели. Ама мене ми беше зборот се прават патриоти, ама оди уложи да видам колку си патриот. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. Секако сите посакуваме и мислиме само на победа вечерва. Добро вечер. Ајде јас да се префрлам во меѓувреме додека се врти нашиот добро познат број 023070005. Многу ми е драго што еве не следат и наши луѓе кои што живеат низ Европа, можеби имаме и од светот, така да Црвена линија е отворена за сите каде и да сте.
Имаме и други коментари, еве на прашањата кои што ги поставуваме и во живо се разбира за сите вас, кои се вашите очекувања и дали ќе поминеме во втората рунда. Зоран Котев напишал да, а Јован Засев напишал Унгарија е квалитетна репрезентација, така што не е за подценување. Но сите па и јас се надеваме дека ќе се избориме и ќе триумфираме над Унгарија. Драги мои, какви се вашите вечерва очекувања и можете да дадете и можеби своја анализа, оценка, секако и порака до нашата репрезентација, она што секако ќе ни биде драго и да ни откриете како ќе навивате вечерва, со кого ќе го следите надпреварот, кој што ќе биде во 20 часот и 30 минути, односно кога Македонија ќе се сретне со Унгарија. Добро вечер, добар ден. Добра вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Јас сум во програма. Ве слушаме? Па вака, јас да кажам само за подсетување. А, господине Тале, вие сте, може, продолжете, добро. Кога беше, значи, во Србија, не знам, Европско првенство, што беше, бевме петти, нели, во Европа, тогаш имавме спортска несреќа. Имавме нерешено со светскиот првак, еве сега што е Данска, и фактички имавме можност да победиме, но ете спортска несреќа, топката се одби, појде враце кај данците, дадоја гол на контра и така изгубивме. И после стана европски или светски првак Данска во Србија. Значи ние завлачно можевме да играме полуфинале и да играме за медал. Исто и за кошарка. Со Русија игравме полуфинале, таму како беше, изгубивме за еден кош медал. Значи луѓе, Македонија може. Мала Македонија има, значи има можности. До сега Вардар беше 2 пати првак на Европа. Ама со луѓе кои веруваат, а да сакаш Македонија е нормално, да си патриот, но да си кои се тие што мразат патриоти, предавниците. Значи како не му е срам некој да се јави да плука по патриоти? Како може да кажи, ај вие патриоти ставете пари, ја не сум комарџија, не знам, ја не одам од тие сатански клубове. А што ќе порачате еве на репрезентацијата? Да се здрави и живи, да тие од секогаш гинат за Македонија на спортскиот терен, со Кире кој бил од секогаш голем патриот и секоја честа наша македонска диаспора која секаде оди. Така, благодарам многу за повторното вклучување. Еве уште имаме коментари. Винг Чун изјавите вели на селекторот дека битно му е континуитет, а не резултат. Не ми дава верба и оптимизам дека ќе победиме вечер. Реално имаме шанса за втор круг, но не треба да подцениме никого, па и Гвинеја. Тие нема што да изгубат, ќе се борат до крај. Умре Кубертеновата, битно да се учествува, а не да се победува. Младите во другите селекции се главни носители на играта, само кај нас се уште млади. Без разлика колку сме спремни и со млади играчи треба да се борат до крај на секој надпревар. Па, драги мои, еве како ви се чини? Ви се чини ли дека вечерва ќе оствариме победа и дека нашата репрезентација секако ќе влезе во втората рунда? Добро вечер. Добро, ако нема гледачи во моментот, секако имаме многу коментари. Драго ми е што сте активни и на Facebook, така да еве ќе прочитаме уште еден коментар од многуте. Како и да, еве уште еден коментар. Станува збор за Бранко Лепио. Голема поддршка до Киро и до играчите. Имаме одлично наши македонски играчи, желни за победа и за надигрување, без разлика со кого играат, на чело со селекторот, и одиме на победа без многу размислување. Поздрав и до Црвена линија. Поздрав, Бранко, и до вас. Секако благодарам што коментиравте и ајде сега да откриеме како одговорија оние кои што учествува активно на денешната анкета на Инстаграм. Заследете не таму, заследете не на Фейсбук. Дискусијата секако на Фейсбук може да си продолжи по завршување на Црвена линија. Македонија, Унгарија, еве како одговорија во однос на тоа како ќе заврши надпреварот. Под А ќе победиме 56%, под Б нерешено 13%, а под В ќе загубиме 31%. Сега ќе ги погледнеме заеднички рекламите, потоа се враќаме во студио.
Останува да ви речам големо благодарам, но и да ве подсетам. Вечерва сите навиваме. Се знае, во 20 часот и 30 минути нашата репрезентација игра со Унгарија. А моите комши, па тоа е мерак на душа. Секогаш добро расположени, само да ми откријат вечерва каде и со кого ќе гледаат и навиваат за Македонија. Јас дома. Па дома, топол дом, така е, ќе биде навивање. Имам ја еден спортски навивач кој што редовно ги прати сите, тој син ми, така да веројатно сите заедно на топло ќе ги бодриме. А сега сите заедно ќе уживаме со вас, тоа предпоставувам. Бога ми, уживање ќе биде, да знаеш, Тина. Па ја осеќам